Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Весели времења на секаде околу нас, морам да признам, и ова весели го ставам во наводници. Човек може само да се изначуди на некои работи. Еве сега читам, Марк Руте, генералниот секретар на НАТО, му вели на Сергеј Лавров, министерот за надворешни работи на Русија, дека е министер уште од времето на Исус Христос. Навистина, чудна изјава. Уште почудна е, се разбира, изјавата на госпоѓата Марта Кос, еврокомисарката за проширување, која што среде Скопје пронајде дека македонскиот идентитет се манастири и пинџури полнети пиперки и што беше, и графче тавче. Јас морам да признам она што го направи премиерот, по тоа начинот на кој што и одговори, сметам дека е сосем исправен на ниво без непотребни нервози. Идентитетот на македонците и на Македонија е многу поголем од тоа што го кажа господјата. Сакам да верувам дека сето тоа е само недостаток на информации или едноставно погрешни реченици во погрешен момент без лоша намера, но да не заборавиме, господјата Кос е родена во Словенија, живеела во иста држава со нас во Југославија, значи најмалку 26-7 години, и тешко дека не знае што е македонскиот идентитет. Од друга страна, сите оние јавни нервози што ги искажавме сите ние, особено по социјалните мрежи, искрено да ви кажам, не значат ништо тоа што ќе го напишеме ние. Сигурно не ја допира господјата Кос, ниту некогаш ќе дознае, но останува фактот дека во ситуација кога Бугарија навистина го оспорува македонскиот идентитет, што е фактичка ситуација, не е добро кога толку висок представник на Европската унија се наоѓа на ваков начин да коментира. Повторно ќе речам, верувам дека нема вистинска зла намера, меѓутоа грешките понекогаш навистина знаат да бидат неблагодарни и да предизвикаат со права голема лутина, што се случи и во нашиот случај. Во меѓувреме, СДСМ направи потек, односно председателот на партијата Венко Филипче обзнани неколку имиња за градоначалници, ништо посебно, за Скопје се уште немаат издадено кој ќе биде градоначалник, но затоа Костадин Костадинов, фамозниот Костадин Костадинов, се уште актуелниот градоначалник на Струмица, нема да биде кандидат на СДСМ. Тоа се случува, искрено да ви кажам, само неколку дена по неговата јавна преписка со новинарот Драган Павловиќ Латац, во која што потполно непотребно, според мене и според сите, верувам, му се закануваше на новинарот практично со убиство, ако бидеме реални. Тоа беше пораката, внимавај каде ќе одиш, внимавај како ќе се вртиш позади себе, бидејќи не знаеш кога ќе дојде некој од семејството Костадинови. Како и да е, го нема на листата, сосема друг човек ќе биде кандидат на СДСМ, и веднаш господинот Костадинов објави дека го замрзнува членството во СДСМ, значи не сака да биде, така вели во писмото што го објави пред јавноста, не сака да биде член на СДСМ, се додека ова раководство е начело на партијата. Многу интересно, морам да признам. Како и да е, го спомнавме Костадин Костадинов како градоначалник, а вечерашниот гостин, со кој што имам чест да разговарам во оваа емисија, своевремено беше градоначалник на една општина во Скопје, истата од која што беше и мојот вчерашен гостин, господинот Боман Стефковски, потоа го презема градот Скопје во 2 мандати. Предизвика чудење своевремено, јас сум апсолутно убеден позитивно чудење со начинот на кој што почна да ја работи својата работа. Го имаше секаде, на сите градежни места, секаде каде што имаше проблеми, кога имаше поплави, кога имаше било какви непогоди, можете да го видите во чизми, во работничка облека, како самиот лично помага, дали е ноќе, дали е дење, и со тоа ги доби апсолутно симпатиите на сите граѓани на Скопје. Потоа дојде оние мутни времења, ќе речам, смутни, матни, како сакате, кога беше шарената револуција, па тука неговото име беше со голем напор, би рекол, и со голема помош на некои медиуми, извалкано, или имаше обид да биде извалкан, беше нарекуван со секакви имиња, Чизмар го нарекува, одеше со галијата во Солун, се што може да им падне на памет. И потоа дојде времето на Петре Шилегов и потоа на Даниела Арсовска, и интересно, нашите граѓани се сетија дека во времето на Коце Тријановски сепак беше многу подобро. Мојот вечерашен гостин, актуелен директор на јавното предпријатие за државни патишта Коце Тријановски. Добра вечер. Добра вечер и благодарам на поканата. Се разбира, мило ми е што сте во емисијата, господин Тријановски. Бидејќи сме кај Скопје, се уште е
фама, се уште е нејасно точно кој ќе биде градоначалник на Скопје, односно кандидат за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН, рековме дека и од СДСМ се уште се чека во ВМРО. Објективно, реалната ситуација е таква што тој што ќе биде кандидат на ВМРО ДПМН речиси известно ќе биде и победник на изборите, иако се разбира се почнува од нула, ќе мора тоа да се докаже. Некои го спомнуваат и вашето име, но овдека не е прашањето кој ќе биде градоначалник на Скопје. Поважно е, вие во вашата оставштина оставивте стандарди за градење, за поправање во Скопје, кои што вашите наследници во два наврата ни оддалеку не ги стигна, а камоли да ги надминат. Сега што ќе му биде потребно на Скопје? Видите, пред уште еднаш благодарам на можноста да гостувам во вашата емисија. Најпред би кажал дека ме радува фактот што во ВМРО ДПМН има повеќе кандидати за градоначалник на градот Скопје и ВМРО ДПМН е сега во таква состојба што може да бира меѓу повеќе кандидати и известни кандидати. Кој што рековте, мислам дека со сигурност ќе победи кандидатот на ВМРО ДПМН и коалицијата. И тоа многу е поважно што ќе сработи и колку ќе сработи, заради тоа што тој кој ќе дојде на власт треба да оправда пред се довербата на граѓаните, а со тоа нормално е да го подигне рейтингот на или да го подигне уште повеќе рейтингот на партијата и многу е важно што ќе сработи и колку ќе сработи. Така да, мислам околу тоа во партијата се прават доста анализи, се прават анкети, така да кој кандидат ќе го одлучи партијата, сметам дека тој ќе биде. Меѓутоа Скопје, кога бев градоначалник на Скопје, навистина се трудев максимално да решам целосно да уставам трага позади себе, бидејќи таа функција е функција која што мислам дека е благотет за еден човек, ако можам така да речам, и една голема чест за да бидеш градоначалник на главен град на една држава, поготово на Република Македонија. И добро е да оставиш позади себе дела кои што те паметат луѓето по нив, не по зборување, не по влекување, не по однесување. Не дали си бил градски, селски, си одел по кафани, не си одел по кафани, по музика. Не, важно е дали ги сработивте вашите обврски. Народот си гледа резултатите, дали му ги подобри ти условите на него да му бидат подобри него што биле претходно. И дали се движиш во добра насока. Мислам дека завршив многу работи во градот Скопје, кои што луѓето се уште ги паметат и ме радува кога ме сретнуваат на улица, во продавница и се уште ме поздравуваат, вака искрено поздравуваат, без она, да речам, лажно вака представување пред мене и тоа ми представува посебно задоволство и поголема награда од тоа немате. Вие оставивте дела и господин Очилегов остави дела, остави мост кој што не оди никаде. Мене ми е жал што одредени проекти има визија и што одредени проекти во таа моја визија и замисли се уште не се реализирани или да се реализираат сега. И затоа треба да човек кој ќе дојде на таа функција навистина да остави дела по кои што ќе го паметат и бидејќи пред се тие добиваат довербата од граѓаните кои што доверба треба да ја оправдаат. Но ве молам, господин Тренарски, бидејќи седиме во овој дел, јас реков, господин Очилегов остави мост, кој што не оди никаде. И тоа токму на кај Маселовата, каде што вие, ако не се лажам, живеете, може би грешам. Не оди никаде. Да. Господин Данела, кој што се уште е градоначалник на Скопје, градоначалничка, да бидеме родово сензитивни, остави стотина директори кои што ги менуваше на неколку месеци. Не зборуваме за град од 700.000 жители, номинално, објективно, веројатно 1 милион дневно се собираат во град кој што има објективни проблеми. Тука зборуваме за сообраќајниот хаос, тука зборуваме за решенија кои што треба да го одредат неговото живење во наредните 10, 20, 50 години, а ние сега гледаме како се занимаваме со работи од типот не е искосена тревата. Јас мислев дека неискосена трева е прашање од минатото, од минатиот век. Во ваше време не се случуваше да не биде искосена тревата и тогаш мора да наоѓаат нешто друго за да ви замеруваат. Сега спаднавме на тоа, или не е собрано ѓубрето.
Кој како сака нека се правда, не знам, овој не се договорил со овој има до вама надлежности, оној до намо, но тоа е фактичка состојба. Скопје се дави во смети во неискосена трева во 2025 година. До таму дојдовме. Затоа велам дека тој што сега ќе биде, потполно не навлегувам кој ќе биде новиот градоначалник. Пред него ќе биде проблем прво да ги исправи овие недугавости со кои што сега се соочуваме, а потоа да влезе во нов макотрпен циклус на изградба на градот по некои пристојни стандарди. Видите, спомнавте мостот на булевар Асно, кој што поаѓа од хотел Русија, па треба да излезе на Изгейт преку дел од Кераминица според генералниот урбанистички план. Ја сеќам кога ми завршуваше мандатот, веќе беше направена булеварот Трета македонска бригада, кој што е линијски центар. На линијски центар тоа значи дека ако правите булевар лево и десно од него никнуваат згради. Никнуваат објекти, деловни и слично, збориме за центарот. Вие знаете од десната страна Трета македонска како беше пред да се изгради булеварот, како е сега. Така е. Сега имаше еден случај кај што имаше една перална и ние долго со него разговаравме, му нудевме различни опции на собственикот, меѓутоа не можевме да воопшто да најдеме разбирање меѓусебно. Постапка си водеше градот Скопје постапка и некаде во јуни месец 2017 ние веќе имавме решение, имавме имотен лист на град Скопје. Тоа објектот имаше 6 квадрата или колку беа подрумски, полуподрумски и 6 горе. И му дававме простор, му понудивме простор кога град Скопје во соседната зграда, од другата страна, сосем нов деловен објект. Не сакаше. И отидов во полиција, велим, еве, сега имам имотелис, ако може да остраните, за да може булеварот да не го стеснуваме, зашто беше вака една причина за евентуални можни сообраќајни незгоди, да речем, од помал или од поголем размер. Во полицијата не велат, не, ние мораме да имаме судско решение за иселување. Тоа не живее таму, тоа се пред се беше деловен објект. И тоа како и да е, поднесоме баре до судот и тоа судско баре се влечеше 2 години. И господин Шилекот излегуваше и кажуваше, еве, Трајановски, какви булевари и какви булевари и улици прави. Да. За да, значи судбината знаете како се враќа. Понекогаш многу незгодно. Како бумеранг го прави мостот не една, стотици нерешени имотно-правни односи. И тогаш велеше, јас кога ќе правам, ќе ги решам имотите правни односи, све ќе решам, па тогаш ќе почнам да правам. И тоа испадна сосем обратно. Така да, мислам дека секој оној кој што го критикува некого, пред се треба да мисли како тој се однесува и да види зошто е тоа така и кога тој би бил, дали би можел тоа да го реши. Во конкретниот случај беше сосем обратно и затоа луѓето го паметат тоа. И затоа сега тој мост е, како да речем, некој имаше вулгарно кажано, мост за рибарите. Па прилика. Не служи за ништо друго. Знаеш, народот е и иновативен во креативен, апсолутно. Да. Апсолутно. Како и да е, на Скопје му предстои многу интересен период, меѓутоа вие веќе една година, отприлика, сте на чело на јавното предпријатие за државни патишта, преземавте многу сериозна обврска, тие што ве познаваат велат дека тоа воопшто не е чудно, вие сте таков. Меѓутоа, некој ќе речеше, па можеше човекот, имате одредени години и да не морате тоа да го правите, но се нафативте за една многу макотрпна работа да се направат патиштата низ Македонија. Ние сега гледаме една страшна експанзија во градењето на патишто. Токму пред 2 дена, ако не се лажам, беше пуштена една делница од патот Скопје Прилеп. Не можам никако да го запаметам, Фариш Дреново, да, Дреново Фариш. Да, Дреново Фариш, се извинувам на Дренова и Камбезиската тука така, на Мак Петро. На луѓето што живеат таму едноставно ми е незапаметливо. Меѓутоа влеговме во една фаза кога навистина се гради и во, не знам, Кичев Охрид, фамозното Кичев Охрид, ќе дојдеме до тоа, Икон Битола и Тетово Гостивар или каде е веќе таму. Прашањето е, кога веќе толку сериозен обем на работа има, може ли сето тоа да се исконтролира во смисол на точно предвидливо кога ќе биде готово? И министерот за транспорт постојано зборува за тоа, меѓутоа сметам дека и вие сте и тоа како за оваа работа квалификувани.
може точно да се предвиди дека ќе бидат испочитувани сите рокови, дека ќе биде направено се по стандарди, на вистина да личи на нешто, да не биде само крпи закрпи како што велат старите. Видите, точно е тоа. Значи, за еден ден правам година дена откако стапив на функцијата директор на јавното предпријатие државни патишта, тоест на 3 јули минатата 2024 година. За оваа година успеавме да пуштиме, да завршиме и да пуштиме во времена употреба, во времено користење, 6 автопатски делници. Тоа е сепак плод на една навистина макотрпна, тимска и организирана работа. Никој сам ништо не завршил, меѓутоа со една огромна желба да се заврши нешто, со голема посветеност и со добро организирање и екипирање на луѓето, мислам дека може да се заврши работата. Кога дојдов, значи се беа започнати градско фариш. Штрабак беше изведувач, го немаше на терен. Повеќе од година дена. Нерешени ни за проблеми. Сега да не ги елаборирам. Заедно со Министерството транспорт и врски, со министерот Александар Николовски, во консултација со премиерот нормално, со владата, со институциите, успеавме тоа да го откочиме финансиски, градежно и слично, и веќе Штрабак се врати да работи. Интензивно работи. Беше во најголем дел завршен тој дел. Меѓутоа, во одреден дел бејќи не работеа, имаше слечилишта, имаше не доасфалтирано, успеавме тоа да го завршиме. Меѓутоа, верувате дека тоа е плод на една секојдневна комуникација, пред се моја и на моите соработници, со надзорот, со изведувачи, со подизведувачи и со локалното население, на дневна основа ги решававме проблемите. Ако вие не ги решите тие проблеми, во тој случај изведувачот не може да заврши работа. Дали тоа се имотно-правни односи, дали се тоа дилеми околу одредени, како да речем, градежни варијанти, одобрување, неодобрување и слично, така да го завршивме градско Дренова. Го пуштивме минатата година уште. Па исто така, или при крајот на годината, го пуштивме Крива Паланка Длабочица, го пуштиме Страцин Длабочица, па го пуштиме Длабочица Крива Паланка. За тој патен правец, за после долго време или за прв пат, а некој дел и било после пред 30 години, прв пат овозможивме асфалтирање во зимски услови со адитив, исто како бетонот. Бетонот сите знаеме дека пред 30-40 години кој ќе падне температурата не спреш да бетонира заради тоа што ќе смрзне бетонот и нема да врзи. Со ставање на адитив, на еден додаток во бетонот додека се прави, веќе ти можеш да бетонираш и на температури многу пониски од она варијанта што било понапред. Што дозволува да се работи во истото и асфалтот е. Така. Исто така планираме ноќно асфалтирање. Вели еден во социјалните мрежи прочитав рече добро, конечно и во Македонија, во Скопје видов ноќно се асфалтира, во Белград, во Србија и во други држави се гледа сосема нормално, поготово ако треба се постигнат рокови и ако треба во летните периоди, ако е пожешко преку денот и навечер во вечерните часови. Не би рекол ноќно преку цела ноќ, борам ноќно да биде до 10, 11, евентуално до 12 часот. Кој што имав пенаштија на Климент Охридски гранит кога асфалтираше Климент Охридски. Сето тоа допринесе и пак ќе споменам и таму комуникацијата од оние што подизведувачи што редат жична ограда, тие што редат еластична ограда, тие што прават банкини, тие што прават знаците што ги редат. Секој е приказна за себе, така е. Сите, значи се контактирани од наша страна, од моја и од ЈПДП на дневна основа. Мора денеска да биде, мора утре, ама немам, ќе најдеш. Рокот си го им, парите се тука, рокот мора да се испочитува пред нова година, мора да биде завршено. Иначе ќе се влечеш уште кој знае колку ќе се влечеш. Па без притисок, така обично така бива, да. Тоа беше третиот. После тоа го пуштиме исто така Пунов мост према Богданци, влезот во Богданци и тоа е една добро завршена делница и таму имавме доста ангажирање. Се пушти исто така патниот правец Охрид Свети Николе, Охрид Свети Наум, тоа е некаде околу 25 километри. Така да се овие за непол месец, значи скоро 6 и
Последното што е ова што го споменавте, пред некој ден го пуштивме Дреново Фариш, значи Дреновска клисура, во кое што за жал, јас ги повикав СДСМ да дојдат заедно да ги пуштиме тој што е пратеникот, меѓутоа те излегува дека тие го направиле 90%. 90%, да. Меѓутоа, во времето на претходната власт на ВМРО-ДПМН повеќе од 50% беше направено. А исто така, кога јас дојдов, нормално, разговарам со надзорите, тоа ми се број 1, и му велам на Сандер надзорот, кој што можам, би сакал да така и да го именувам, му викам Сандер, деве треба да го пуштаме патот, гледам асфалтирано е, косирите се направени, што е проблемот? Вика директор вака, ако го пуштиш ќе си имаш мака. Зошто овие косини што ги гледаш, онаму поготово што се кај земјениот дел, како што е асфалтот веднаш почнува косината. При првиот дождвик на асфалтот се слива огромна количина на кал и земја, која што ќе биде многу опасна, први може да први ќе биде опасна по безбедност, второ, не знам колку време ќе ја чистите. Што предлагаш? 2 метри да се од асфалтот да се понатака да се ископа земјиштето и косината да се намали. Така да ние, како што рече министрот, померуваме карпи, ја викам померуваме ридови и карпи и планини. 50.000 метри кубни на 5 косини имаме дополнително извадени, за да може лево и десно од асфалтот да има по 2 до 3 метри и да косините бидат поблаги и заштитени косините. На карпата се работеше долго време, бидејќи доле беше комплетно асфалтирана, иако им реков нема асфалтира, а над неа висеше карпа, значи надзорот, професори од гражден факултет по таа област, биле најмалку 10 пати, за да кажат не сме ова да се пусти, заради тоа што се надзираат пукнатини кои што ние ги пратевме и со тек ги пратеа стручните луѓе и со тек на време гледаат дека тука има прогресираат пукнатините. Се зголемуваат, така е. Се зголемуваат. И тука се извадени скоро 800 метри кубни, значи од карпата се симнати за да може да биде таа побезбедна. Така да ние сме можеле да го пуштиме. Меѓутоа понатака во прашање се човечки животи, да не речам застој во сообраќајот е помалку важно. Меѓутоа мислам дека беше многу опасно и затоа и се одолговлечи малку ненамерно, туку напротив за да биде безбеден и функционален овој пат. Така да јас сум многу среќен што го пуштивме овој пат, бидејќи тоа е една од најопасните делници во Македонија, а со оглед на тоа што низ клисура поминува, ова е покрај, значи она покрај што беше Демир Капија Смоквица дел од клисурата, ова е уште позначена клисура со оглед на тоа што поминува низ неа. Така. Добро, велите организација. Мислам, јас сакам да ги слушам, се разбира каде, што се гради и тоа е во ред. Меѓутоа постојано повторувате организација. Ми ги впечатот дека во Македонија речиси е невозможно човек да се организира за вакви комплексни работи. Ова се комплексни работи. Самиот кажувате, треба на исто место десетици, стотици луѓе, различни компании, со сосема различни работни обврски да се вкомпонираат во едно, да функционираат, со се вели по часовник, да се изнајде начин, да се изнајде метод, да не разговараме за локалното население кој што има свој потреби, свој барења, па и свој каприци, веројатно, и сето тоа мора да се реши. Толку е компликувано тоа што требаше да не свате повеќе да дојде Коце Треновски да го решава тоа? Не е Коце Треновски во прашање. Значи, во прашање целокупната власт. Значи, во власта на кога е ВМРО-ДПМН, значи, еве, сега со председателот на владата, господин Христијан Мицковски, сите институции треба да бидат координирани. Никој не може сам да реши, ниту ЈПДП. Ако не е тука имотно-правни односи, ако не е тука катастар, ако не е тука државно правобранителство, ако не е бирото за просек, ако не е Министерството за земјоделие, зашто од земјоделско градежно концесии земени дадени по одземени. Ако не е Министерството за транспорт и врски ЈПДП усогласено со нив име и заеднички делуваат, особено министерот и сите негови служби кои што е вака ресорен министер и заинтересиран многу за да се завршат овие патни правци и што е негова обврска, меѓутоа и негова, како да речем, надлежност, сето тоа мора да функционира како систем. Од една страна. Од друга страна, ние имаме компании кои што објективно, ако не функционира овој систем, имаат проблеми
при одлучување на нивните ситуации. Во различни ситуации се доаѓа. Треба да се одлучи. Плюс тоа, плюс не знам, треба тампон, плюс сваков тип. Но некој мора да пресече дефинитивно. И треба да пресечеш, затоа си на таа функција, не си на таа функција само за да се сликаш Точно и така. слично, туку си на таа функција да одлучуваш и со таа одлучуваност да го сносиш целокупниот ризик, што ако сгрешиш понатаму, тоа е твоја вина, меѓутоа не е функцијата ти само да бидеш на таа функција. Значи, тоа од едната страна. Значи, односот изведувач, подизведувач и, да речам, оно што е инвеститорот во конкретниот случај ЈПДП. Од другата страна, кај предпријатија, изведувачите немаат, по моје мислење, немаат добра организација. Не се доволно организирани, барем не биле, нема динамички планови, не ги исполнуваат тие динамички планови. Надзорите исто така се во голем број на случаи проблематични. Многу е големо задоволството ако најдете вие надзор кој што навистина е посветен деноноќно и навлегува дури и во организацијата на работа, во потикнувањето не само на мерењето на квалитетот на оно што се работи. И ако земете во сето тоа во целина, сепак тука главен играч е ЈПДП и директорот на ЈПД. Дали тој ќе доаѓа на работа, дали ќе посветен ќе биде, дали ќе го направи тимот, дали тимот ќе му функционира и дали тој тим ќе надгледува и ќе организира. Инаку за ваша информација, јас имам студирана организација на работа. И јас сум првиот Тоа веќе открива нешто јас така, сум добро. првиот студент на машински факултет кај професор доктор Кралев, Тодор Кралев, и дури ми се смеја некој како ти машински инженер организација на работа. А после организација на работа стана многу модерно од 80, тоа беше 75-та, а веќе од 80-та стана многу модерно менаџер да се викаш. И сега Да, менаџер е сепак само име, ме така. прашуваат мене што се викам, јас сум менаџер. А што му е тоа менаџер? И сега му објаснуваш и кажа, ти организираш работата. Да. И сега меѓутоа знаете, странските збори кај нас менаџер. Поубаво И звучат, сите паѓаме у да. несвест кој ќе рече некој менаџер е на ова. Организатор е сосема Природно, природно, како да кажам, природно и описно е. Да. Ми се допаѓа тоа што велите. Одговорноста е ваша и тоа е тоа е круцијално. Кај нас често пати очигледно луѓето кои што преземаат функции, кои што преземаат одговорност, всушност ја избегнуваат одговорноста. Повеќе им одговара само да се сликаат. Мило ми е што оваа влада генерално функционира по инаков концепт. Морам да откријам една индискретно, се надам нема да се наоти господин Концентрански, буквално пред да влегоме во емисијата, му се јави некој човек, не знам кој, не знам како, не верувам дека беше стиџирано што се вели наместено и буквално го слушнав господин Концентрански како му вели на човекот, работете и ноќе, ова мора да се заврши. Не ни прашувам што е, меѓутоа сакав само да го кажам системот на кој што вие дефинитивно функциониравте во градот, па еве гледам сега дека тоа се префрла и на патиштата, но кажете ми, каква е ситуацијата со локалното население? Кога Бехтел Јенка дојде како приказна во Македонија и претходно многу се зборуваше за таа фамозна експроприација, луѓето имаат, не знам, се разбира, имоти, некој има куќи, некој има ниви, сето тоа мора да се реши. Како поминува овој процес сега, во овој период зборува? Видите, значи уште две фирми кои што работат во Македонија, ангажирани од преку јавното предпријатие државни патишта, тоа се Бехтел Јенка, кои што работат на коридорот 8 и коридорот 10D. 10D коридорот го викаат од Плиеп до Битола, Така. околу 40 на километри, 39 до 40, а 8 е од Тетово до Гостивар и од Гостивар до Букојчани. И оној четвртиот дел кој што треба да биде од Требениште Охридско па се до Ќафасан, кој што поради УНЕСКО е проблематично дали ќе се прави или не се прави. Тоа е од сосема друга природа, ево, да Сосема друга расчистиме, природа. Да. Така да, значи, од аспект на експроприација, тоа на што рековте, што стана, да речем, камена сопнување на почетокот и кој што се доста препукавање имаше. Значи, некаде во 2023 година, на 8 март, отприлика го запамти датумот, е подпишан договорот со Бехтел Јенка. И во договорот пишува дека во рок од 6 месеци Македонија се презема обврска да ги реши имотно-правните односи. 6 месеци, доаѓа август.
И со Бекстил вика како фирма, која што е светски реномирана фирма, заедно со турската компанија, тие се мобилизираат. Значи, донесуваат луѓе, машина, опрема, технички персонал, почнуваат кампови да градат кај што луѓето ќе живеат, меѓутоа не е експроприирано 1% дали е експроприирано. Во август месец 2023. Кога дојде до 2024, дони до 2024 нема експроприирано скоро ништо. Иако рекоа тоа ќе го завршат како што и ветиле, Да, за 6 се месеци. слика, таблици става, сето тоа во ред е тоа да се направи, меѓутоа не можеш ти цело да го експроприираш. Дај му еден фронт. Колку? 2 километра. Кај што може да почне да работи. Од 40 км 2 и како што работи тој, вие напредувате со експроприација. Така да не имавме еден силен, да речам, силна офанзива на решавање на тие имотоправни односи. И да ви кажам и ова. Значи, за Бекстилинка има специјален закон донесен. Знаете зашто? Дошле пред да го склучат договорот, ја снимиле состојбата во Македонија кој како функционира. И виделе дека системот кај нас не функционира како што треба. И за да може да работат, треба да им се решат работите во катастар, во мисијето за земјоделие, во имотно-правни односи, државно правобранителство. И кога стапим на функција, почнав со станоци да имам со нив, вели, ние денеска идеме у катастар и затоа не можеме денеска. Утре одиме у земјоделие. Зашто одите ви у земјоделие? Па да решаваме проблеми. Тоа не се ваши проблеми. И сега им реков овде, точка. Проблемите се решаваат во ЈПДП и тие се проблеми кои што реши да Република Македонија. Имено. Кај мене ќе дојдат. И јас секоја недела состанок, тука сите овие институции, директорите и на одговорните, а тука Бекстиленка. Прво со неверување гледа, за да после 2-3 недели видат дека ние нема потреба да одиме по институции. Тука доаѓаат, тука се решаваат. И меѓусебно, од државно правителство во имотоправни, од имотоправни во државно, па во биро за проценка, па во правобранителство, сето тоа катастар, земјоделие, значи дали ќе се земе концесијата, нема да се пренамена од земјоделско во градено, сето тоа го решавме на тоа. Така да почнеме со многу голем интензитет и за тоа за многу кратко време, релативно, морам да кажам, ние веќе ги внесовме во работа. Значи, им отворивме фронт за работа, тие почнаа да работат. Што е видливо? Секој што оди натаму може да види, така е. Така да веќе се тие задоволни. И видоа дека не мора тие да одат по институциите. Туку институциите ќе дојдат на едно место на тој што е инвеститор од државата одредена, тоа е ЈПДП. Што е природна состојба. И сосем природна состојба. Тие луѓе треба да градат, а не да решаваат. Така е. Меѓутоа добро не снимиле тие и затоа и така делува. Знаеле со кого имаат работа сака да. Затоа велам дека треба претходно да ги испланираш сите работи, кога веќе ќе почнеш со ако добро ти направиш планирање, тогаш реализацијата е многу пократка и со помалку проблеми. Така е. Многу се зборуваше и се уште се зборува за фамозниот пат Кичево-Охрид, автопат. Морам да признам, тоа за мене Кичево-Охрид е трагедија на нашето време. Јас така го доживувам. Веќе не знам колку години се прави, министерот за транспорт и врски рече ќе правиме што ќе правиме, буквално со тие зборови. На крајот на 2026 година ќе биде готов. Мене веројатно и најголем дел граѓаните да ги прашате што толку е проблем тамо, толку ли ние Алпите ги рушиме тамо, толку ли не знам каде тоа влегуваме за да испогрешено се живо и диво. Меѓутоа, дали конечно можете да кажете дека е навистина настапено време во кога работите ќе го заземат својот природен тек и едноставно фамозниот пат ќе биде направен, а не во сред сезона да имаме жална ситуација, луѓе да кршат коли годејќи накај главното туристичко место во земјата. Видите, тоа е дел од коридорот 8. Значи од Кичево до Охрид, некаде околу 57 километри. А после ќе зборувам за Кичево-Бокучни, кој што е како да кажам, да не е дефиниран, туку уште се проектира. Значи, тој е фамозен проект. Има по мене неколку работи кои што се проблематични. Пред се проблематично е од Кичево па се до Врбјани, значи кога се излегува од тунелите. Тунелите не се проблематични, туку косините кои што се огромни косини. Некаде 200 метра има по косина, ако мерите. Висината
да не речам дека и таа е приближно тука, сигурно е помала, не е колку таа Добро. хипотенуза, ако земеме како триаголник, нели? Тие се огромни и најголем проблем е тоа што тие кои се правеле тие косини, при такви косини не се прават косини со толкова височина, ретко каде во Европа. И ако се прават веднаш при доаѓањето на нивото кај што треба да биде асфалтот, onda се прават бетонски потпори, зидови, шипови, не знам како, да се со предвижењето на планината надолу. Веќе тоа има многу чести случаи, што таа не е камена, туку мешано камен и земја во одредени делови. И тоа ако почне да се тргне надолу, onda веќе многу тешко се задржува. Ја ова го дознав од стручните луѓе кои што работат на оваа проблематика. Така да долго време тие косини беа оставени на забот на времето. И веќе долу гледаме како да долниот дел, кај со шешактите, доаѓаме на пример, пример во август месец, веќе во октомври тие се померени за 20 сантими. Значи, се движи и планината почнува да се движи со оглед на тоа што ние тоа не сме го сопрале. Значи, се прават огромни напори. Значи, огромна е заинтересираноста и поддршката и с координацијата со Министерството за транспорт и врски. Веќе се проектираат или се прават концептуални решенија заедно со Гражден факултет, со кинеските проектанти за типот на заштита и стабилизација на тие косини. Така да мислам дека од оваа година ќе почне и нивната стабилизација, некаде сметаме некој од август месец, септември ќе почне да нивната стабилизација и се надевам искрено дека има шанси големи да крајот на следната година да тоа го завршиме. Иако се пролонгира малку, мислам дека ќе биде многу малку и символично. Оно е другиот дел. Само едно прашање, глупаво може би прашање, но како тоа се дозволило ова да се случи? Ова не е прво градење на пат на ваков тип на патишта во Македонија, не е ова, не знам, 1928 година, па се изненадиле. Како дозволиле воопшто такви грешки? Не би можел да кажам, меѓутоа секој случај и обично граѓани го согледува тоа дека тоа уште у проектирањето е така. Нешто не чинел. Да, зошто е тоа проектирано, треба да се плашат проектантите кои што тоа го направиле. И треба да се прашат и тие што го изведувале, зашто кога го изведувале не почнале веднаш и стабилизација. Имено. Да. Виделе што се случува, мислам природно. Да. И сега работиме на тоа за да може да спасиме што може да се спаси, тоест да го санираме тоа и да го стабилизираме. Она што се однесува од вториот дел, да. Од вториот дел, кој што сега сакаме да го пуштиме и некаде на 12 јули се надевам дека ќе го пуштиме тоа автопатско решение од Врбјани до Ботун. 12 јули тоа е сега, за 10 дена, за тоа зборувате. Да. И значи тоа ќе биде автопатско решение. Во Ботун ќе имаме прекин од Ботун до Климештани, со оглед на тоа што исто така има големи косини од десната страна на Ботун према планината, кои што исто треба да се стабилизираат во текот на ова и на следната година, и потоа од Климештани до Охрид. Така да на 12 јули ние ќе означиме дека граѓаните или сите оние кои што се одат према Охрид или се враќаат од Охрид ќе се возат по нов асфалт од Врбјани до Охрид со прекид и кај Ботун. Од Ботун до Климештани. Па, видите, тоа е некаде околу 37-8 километри на кои што ќе имаме еден дел прекин. Да. Ќе имаме прекин на овој делот кај што е од Ботун до Климештани. Така да, ова морам да напоменам она што рековме со населението. Ова е еден редок случај каде што се гради во низ населени места. Низ села кои што се условно кажано не условно туку живи села, од аспект на тоа што живее население кои што многу население кои што не се иселува и кои што население одело од левата и од десната страна на патот и се оделе од Охрид за Охрид назад, од Скопје за Скопје на истиот пат. Сега веќе ќе треба да им се прават подпатници, надпатници, клучки, сето тоа за да сигурно комунитетот нема да им биде таков, меѓутоа но имаат ли проблеми тие луѓе со тоа? Забележувате револт некаков или? Види, тие се долго време се гради и тие не веруваат дека се направи некогаш. Да, така е. Пак ќе кажам дека со наше лично ангажирање на јавното претпријатие
и на стручниот тим и на мене лично, веќе 7 подизведувачи од нова година, од кога ги завршивме овие, бев многу ангажиран исто така на градско Дреново и Страцин Крива Паланка, веќе целокупната енергија фрливме на овој пат. Веќе ангажиравме 10 компании кои што ги прават паралелните патишта. Колку што е долг патот, толку долги, може и подолги се паралелните патишта. Добро. Има то правилности, пробивање, асфалтирање, заради тоа што многу села по тие паралелни патишта или треба да стигнат до првата клучка. И тука да се вклучат или да се исклучат од тие клучки. Што на клучката е нивно право. Ако земете кај Подмолје, земете Оровник, земете Горенци, Требеништа, Мишеишта, ако земете, овамо од Боту нааму, ако земете Сливово, Песочани, сите тие и силата кои што овие се стварно многу блиску до патот, да речеме дека из Деглавие малку е подалеку, тоа има клучка. И сите тие преку овие села доаѓале на овој пат. Така да не е само патот, туку е и пристапните патишта се исто така важни и многу важни се со оглед на тоа што веќе задирате во куќи, во огради, во Ова е многу важно да се објасни, се согласувам, затоа што така огромни се напорите и мислам дека од 12 јули натаму пак ќе повторам, патниците со возилата ќе може да се движат по нов асфалт од Врбени до Охрид со прекин меѓу Ботун и Климештани. Ќе остане на овој делот кој што е од Климештани до Охрид одредени делови кои што на другата страна ќе треба да се доправат и се прават интензивни напори и тука на тоа време се скрати што попрво. Меѓутоа многу е важно што се гледа тоа и се чувствува по граѓаните кога гледаат дека се гради и да не си го изградил нешто во точниот период и ако го пролонгира за месец дена ќе речат па добро се работи веќе се гледа крајот. Ова не е како да кажам, не знам кога ќе биде, туку ќе биде за кратко време. И во тој случај имаат разбирање луѓето кога гледаат дека навистина некој навистина се ангажира да го заврши тоа и има напредок во тоа, има резултати во тоа. Заради тоа што тука е и кинеската компанија која што според моје мислење треба малку повеќе да биде организирана, заедно со сите подизведувачи кои што се ние и јас лично контактирам со сите произведувачи, од тие што бушат шипови, она што сега го споменавте, тоа беше ставање на еластична ограда од Врбјани до Песочани, каде што без таа еластична ограда веќе не може да се пушти патот, а денеска требаше да биде, али 9-4-5 дена може сообраќајна дозвола да добиеме, сообраќајно решение, и веќе се ангажирани 50 до 60 луѓе, може и повеќе, кои што треба да прават таа еластична ограда на должина од околу 10 на километри од Врбјани до Песочани. И сето тоа мора да се заврши пред 12. Тие го чувствуваат тој притисок. Јас доаѓам секоја недела, држам по неколку сати, по 5-6 сати состанок во извор со кинезите, со надзорот, со изведувачи, со подизведувачи, со сето можно. Бидејќи пат да се пушти е многу сложена работа и многу опасна работа. Опасна од аспект на безбедност. Друго е да правите вие некој пат сески во планина, во поле и слично, овде правите пат со кој што има возила одат со огромна брзина. 90-100 км, 110 км и евентуални грешки во изведбата и недостатоци ќе ги чинат човечки животи кои што секој треба добро да се размисли пред пуштањето на тие патишта да бидат максимално безбедни, онако според проектот како што го предвидува проектот. Не треба импровизации, не сме да се прават. Затоа се согласуваме целосно, но ајде ги условно ќе кажам контроверзно прашање. Кинезите, самиот рековте не сте баш задоволни со нивната Не, реков дека подобро треба да се бидат организирани. Добро, вие внимавате со зборовите, јас како водител имам право да бидам малку по-ригорозен. Кинезите во нивната земја и таму каде што ги гледаме прават чуда. Прават патишта кои што поминуваат директно низ прозорот на некој човек. Прават градишта кои што не знам, одат по 1000 километри ги прават за неколку месеци. Секој ден гледаме за кинески чуда во светот. Како кај нас кинезите не направија како што треба. Многу ми на мене ме прашуваат, пак кога реков дека ќе дојдете во емисијата ми реков паште како кинезиве, што е проблемот со нив?
Ја често им го велам тоа, сега има еден потпатник кој што треба да го прават по Мишеиште, од левата страна, после бензинската пумпа Екопедал, која конечно ја реши таа ќе биде пуштена пред 12 јули. Добро. И велам за колку време сега овој потпатник ќе го направите? Вие сега го почнало, не? Вели за 2 месеци. За 2 месеци. Велам, потпатник кој што е широк 5 метри и долг е 10 метри, вас ви треба 2 месеци. Па во Кина, викам, вие Така е, за нели? 2 месеци правите 100 километри, му викам. Овде нема 10 метри, се му велам. Да се организирате. Ако немате, кажете, ја ќе ви предложам фирми. 1, 2, 3, 4, 5 од Македонија, кои што се бават со тоа, И ќе ви го решат и ќе го проблемот. решат проблемот. Меѓутоа, видете, пак ќе се навратам оној под почетокот која кажав. Многу е важна односот инвеститор-изведувач. Апсолутно. Ако инвеститорот ги притиска и значи ги притиска да се задржат роковите и да се убрзаат тие рокови, и тие мора да се организираат. Ако тие почувствуваат и ако им ги решава дилемите кои што ги имаат во текот на изведбата, зборувавме, да. зашто сепак подземја се работи, непредвидени работи, друго е. Но инвеститорот овдека е државата Македонија, ако разбирам добро. Значи интерактивно тоа треба да биде. Ако тие го чувствуваат, таа интеракција нема. Во тој случај тие се олабавуваат. Јас и ова ќе ви го кажам дека заедно со министерот имавме видео вака контакти со Ексим банка кој што е финансиер на ова, таа го прати, ја прати реализацијата од финансискиот пик на ова. Тие беа разочарани и скоро да не сака веќе да плаќаат. Меѓутоа кога видоа дека после 6 месеци веќе напредокот е видлив и дека уште поголем напредок ќе биде, веќе ја стекнуваат довербата и веќе многу поредовно доаѓаат оние ратите кои што треба да се исплатат на Синохидро за да може тие да работат. А со тоа и да се дадат и на подизведувачите на сите останати. Значи, и банките ја гледаат дали тој е ризичен проект, дали се реализира. Независно што тие се државни банки во Кина, независно мислам дека логиката е иста. И можеби не до тој степен е ригорозна, меѓутоа иста е логиката. Секој гледа да тој проект биде завршен на време, за да може таа банка да си го прокнижи како своја инвестиција од аспект на кредитирање. Значи се може кога се сака во превод. Да, ако се сака, не само да се сака, туку треба да се даде да биде посветен на тоа што го сакаш. Вие може да сакате нешто, меѓутоа за да го реализирате, вие морате добро да се исплатите и добро време да потрошите и да не речем да и своето слободното време морате да го посветите во голем дел и на реализација на тој проект. Само така ние можеме да реализираме проекти. Во спротивно има многу оправдувања за да не се реализира одреден проект, многу, може ќе рече некои реални, ама има само една начин како да се заврши. Да се работи посветено, да се работи со желба, со љубов, да се сака таа работа и да се почитуваат роковите. Така. Јас ги повикувам гледачите овие зборови на господин Трановски да ги слушнат внимателно и да ги применат и во своите приватни животи, во своите кариери, затоа што тоа е решението за било што на овој свет, сега да не држам морални лекции, но тоа е реалноста, почитувани гледачи. Морам да ве прашам повторно да ја вратам на Скопје. Скопје има обиколница, со неа се гордеевме, меѓутоа ако сме реални, не секако да јаде забот на времето. Јас споминував неодамна по неа и видливо е дека не е секако што треба таму. Ќе се случи ли некоја рехабилитација на скопската обиколница? Па видите, значи секој пат има свој рок на траење. Некаде според тоа што ги контактирам со професорите од граѓанен факултет и овие стручните лица, некаде до 15 до 20 години е рокот тоа како е добро направен патот за да издржи. Колку време помина до сега? Многу, повеќе. Работата е што и зависи како е изведена. Зависи како е подлогата набиена, како асфалтот направен и сето тоа. Така да веќе естествено времето не да е естествено туку презреано е времето, не само за таа за обиколница, туку и за коридорот 10 и за многу делови од значи од Република автопатски делови зборам од Република Македонија и на посиромашните држави кои што е Македонија, една од недостатоците и тоа што се прават нови, а не се инвестира многу во одржување и рехабилитација на постојни патишта.
Што е тешка глупост според мене, да. Не, видите, ако го рехабилитираш е по-добро, тој пат си постоеше, што си направил ти, си го подобрил патот. Добро, може би од пиар аспект ќе некој ќе рече кој знае што, меѓутоа тоа е суштинска работа. Меѓутоа суштинска работата е првин ти да одржаш тоа што е во најдобра Што го имаш состојба, веќе, така е. па после тоа. Така да сега оваа влада, овој премиер, министер за транспорт и врски, ние како ЈПДП правиме интензивни консултации и планови за следниот период, каде и како ќе ги рехабилитираме овие патишта. Веќе се барат инвеститори, во преговори сме и мислам дека веќе следна година може да се почне. Го викаат триаголника, тоа е од Миладиновци од Хиподром до Миладиновци, од Миладиновци до Петровец и од Петровец до Хиподром. Така? Да. Тоа го викаат триаголник, кој што исто така е во катастрофална состојба. За заобиколницата веќе ќе почнеме проектирање нејзино, на проектирање на рехабилитација и реконструкција. Посебно оној дел од почнувајќи од Хиподром или од петлјата Хиподром, па се до некаде до Орман или до Волкова, да речем, ма таму мислам дека е многу подобар. Правиме исто така и на други делници, ние правиме проекти за нивна рехабилитација. Сега ќе почне исто така Гевгелија према границата, према Сете Богородица. Ако иземете нашите гранични премини кои што не се во наша надлежност, и за тие исто така треба да размислуваме. И ја уште еден проблем сакам да кажам кој што мислам дека е многу важен, а тоа е дека многу државни патишта поминуваат низ сред град. Добро? Еве низ Кавадарци. Од Кавадарци, ако одите низ сред Кавадарци поминува државен пат за да одите во Неготино. Добро? Низ сред Ресен поминува државен пат. И сега, надлежноста наша што е? Само асфалтот. Подземната инсталација, тротоарите, осветлувањето, тоа е на градот. бележето на градот. Сега ние веќе склучивме договор за проектирање за заобиколница околу Кавадарци. Има проект за заобиколница околу Битола се до Меджитлија. Веќе при крај сме со проектирањето на заобиколница околу Ресен. И вие кои ќе одите во Охрид, не мора низ Ресен да одите. Не мора да ги вознемирувате луѓето. Можности за сообраќајки, за не знам и што се може да се случи, за да би може да се заобиколи Ресен, да се оди натаму. Значи, исто така правиме заобиколница, таа е во фаза на изведба и мислам дека следната година треба да биде готова, може и до крајот на оваа година, а тоа е заобиколница околу Тетово. Значи, тоа е на Требош, се оди на десно и иде на Непроштено. Да не можете вие да влегувате во Тетово, низ сите, низ градот и после тоа да одите према Теарце, према Јажице, граничниот премите и слично. Тука има мала една аномалија со тоа што мора се влезе во градот па назад, па сега правиме клучка баш кај Требош, видиме дали се исполнети сообраќајните услови, за да би можело тоа да биде уште пред Тетово да биде скренувањето. Така да со новите зафати што сакаме да правиме, ние од Смоквица треба да имаме пат да проектираме, па се до бугарска граница, Смоквица, Валандово, Струмица, Ново село и се до бугарската граница. Исто така треба да правиме заобиколница околу Струмица, заобиколница околу Валандово. Значи, сето тоа треба да допринесе за побрз, поефикасен и пред се побезбеден сообраќај. Ако ти поминуваш низ градот, веќе ниту е побрзо, ниту е побезбедно, значи поспоро е, понебезбедно е и понеудобно е да се вози. Мислам дека сум апсолутно задоволен, верувам и граѓаните од ова што вие кажавте. Сосема за крај морам да ве прашам нешто. Само уште нешто би сакал цезино. Значи го загатнав, мисля дека ќе ме прашате. Се работи за, реков дека работиме ние како коридор 8 веќе се гради Лени Тетово Гостивар. Така е. Гостивар Букујчани, тоа е делница 1, делница 2, делница 2А и ни останува од Букујчани до Кичево. Да. Први требаше да бидете една од Кичево до Црвевци, по Црвевци до Букујчани. Први требаше да биде еден, па поделено на два, па сега еден проект. Така да овој месец, во јули месец, ние ќе го објавиме, има веќе предквалификации и ќе го објавиме тендерот за во кој што ќе бараме понуди од предквалификуваните компании. И со тоа ние ќе се затвори, ќе се заокружи патниот правец од Скопје до Охрид.
да се избегне стража. Да, така да тоа за мене е многу важно, бидејќи Не само за вас, јас мислам за цела држава е важно. како прекин, не, така. добро, се разбира дека за цела држава и исто така патниот правец од Скопје за Блаце и тој се надевам дека сега во јули месец после многу вака да речам дилеми и слично дека и тој патен правец треба да избереме изведуваш, ама многу е скап. Го кажа министрот во неколку пати, а беше 160, 20 милиони имаше ЕБР да е финансиер, банката, беше 160 со 80 грант, па сега по некои нови сознанија кои што ни ги пратија проектантите 260 милиони, значи ќе испаде 26 милиони од еден километар, кој што навистина е огромна. Да. Па затоа порачуваме и елаборати за да видиме колку е тоа исплатливо и кои се, да речем, варијантите за сето тоа. Така да, тоа е она кое што сметам дека сега ќе иде во блиска дена, понатака исто размислуваме од значи заобиколница околу Куманово, иако и сега на некој начин се заобиколува Куманово, меѓутоа пред Куманово од Романовце на десно пред Куманово се оди па се до Страцин. Има веќе некој проект, ги собираме проектите да ги најдеме кои се испроектирано, има решение автопатско, па да треба се одлучи заедно со владата и со министерот транспорт и врски дали ќе биде автопатско, дали ќе биде експресен пат, за да би можело тоа е за окружување на коридорот 8. Сега веќе ќе почнеме овој месец ќе почне и градбата, ја викат обиколница околу Паланка. Тоа не е обиколница, туку низ Паланка поминува. Практично ќе дојде рехабилитација и во наму кај што може да се среди патот кој ќе веќе нели влегуваме со новиот пат во Паланка, за да може и Паланка да се помине со нов асфалт, а после Паланка веќе е направено до границата, така да тој патен правец би бил заокружен. За Прилеп и Битола не кажавме Прилеп до Битола. А Прилеп за Битола го прави Бекстел и Но имате представа како е, што е? Да, се работи интензивно, решени се сите имотни односи, нема пречка Бекстел Енка во аспект на тоа и мислам дека ќе биде негде 27-ма, по моје мислење дека крајот на 27-ма, евентуално почеток 28-ма ќе биде тој решен и така да со овој начин ги поврзуваме Битола и Прилеп со Скопје, да речеме и Ресен. И она го најавивме, нели, дека исто така ќе почнеме со проектирање од Фариш, што е со тунелите кои излегуваме, па се до Прилеп со тунел кај на Плетвар. И со тоа сметаме дека од Прилеп за Скопје ќе може да се стигнува за час и нешто, а за Битола околу час и пол. И со тоа, она го кажав и во мојот одговор таму, дека една од причините ќе биде по мене многу значено да се смали иселувањето. Ако знаете вие дека за еден час стигнувате до Скопје, добар дел од луѓето рече, па што морам да живеам во Скопје, кога веќе тука имам другари, пријатели, роднини. Апсолутно, тука ми е животот. Да. Јас ви посакувам многу среќа во идната работа, господине Тејановски, и благодарам за вечерашното гостување. Благодарам и на вас. И да, тука завршува вечерашното издание на Заспи ако можеш, се разбира утре во 15 часот е репризното издание на оваа емисија. А јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.